мене вака си ми топ, само таму тоа за мрсулите. Мрсуларниците. Каде ги да ги фрлам? Се приврзав со они. Земи си ги чувај. Здраво, се враќаме назад. Ова е серија на влогови кај што одиме на шетање. И следните видеа ќе бидат поврзани со тоа. Одиме на одмор јас и женска ми. Прв пат после толку време, таа зад камерата, зборни. Претходно сме шетале ние заедно, ама не било во ваков стил. Сме биле каде? Германија, Холандија, на шетање така. Словенија, кај што сум моментално. Значи тоа можам да разјаснам. Значи јас сум Словенија, тука студирам и сега дипломирав. И сега време на одмор. Време е да се оди на одмор. Значи пред 2 недели тоа се заврше. Треба сега да се спремиме за колку, за 2 дена одиме. Важно е да покажеме кај ќе одиме и како тоа ќе течи. Ќе отвориме вака на мапата за да видиме. Што сакав друго да кажам за Словенија? Да, дека дипломирав, 3 години сум тука и моментално сме тука. Мислам дека и прво видео што го правам од Словенија моментално. Можам вака да направам. Значи ова организација беше турбулентна. Тие работи мора да ги разјасниме. Зошто? Затоа што ни се откажаа летој. Требаш одново да резервираме летој. Па требаше да ги погодиме датумите. Имаме прекачвања. Тоа ќе гледате во наредните видеа колку најголемиот проблем во овие работи да се организираш. Тоа мене најмногу ми одзема време и најмногу ми смета во вакви ситуации. Затоа што јас не сум некој што оди многу на одмор. Точно тука сме ние на европскиот континент. Понатаму, ние треба за 2 дена да стигнеме во град во Австрија. После тоа одиме за Истанбул, односно таму на аеродромот имаме чекање. Од Истанбул продолжуваме во Обединетите арапски емирати. Тука имаше поќе проблеми со кои ние се соочивме. Значи јас не сум некој што оди на вакви типови на одмор и кога ќе одлучам да одам на таков тип на одмор, се закомплицираат работите максимално. Значи после 3 години ние одлучуваме да одиме на ваков одмор, фаќа војна на Блискиот исток. И затоа ни беше откажан летот. Затоа што помеѓу Иран и Израел тука имаше размена на авиончиња. И сега тоа создаде потешкоти во патувањето. Сега мислам дека тоа е стабилизирано. Ние одиме со друга авиокомпанија да летаме и стигнуваме во Абу Даби. Таму следваме. После тоа одиме директно, значи стигаме касно вечерта. Се надевам дека ќе стигнеме како што треба во предвиденото време. После Абу Даби одиме во Дубај, кај што ќе престојуваме и неколку дена ќе бидеме таму. После тоа ќе бидеме неколку дена во Абу Даби и после си фаќаме авион и си се враќаме назад во близина на Македонија. Не се враќаме тука кај што сме моментално. Можеме да му покажеме како треба ние да се спремиме. Тоа е многу битно. Значи јас имав еден мој план да си го носам мој омилен куфер, по кој јас сум препознатлив. Тој куфер е многу добар и е многу визуално привлечен. Дали е време да го покажеме? Јас мислам да. Сега тука е малце хаос. Од кој ќе се средиме, се тоа ќе биде подобро во станот. Ова е тој куфер. Овој куфер заслужува посебно време во видеото. Зошто? Затоа што ова е куферот со бубици. И овој куфер не е обичен куфер. Како што гледате, зад него стојат долги километри и голема историја. Препознатлив сум на аеродром со овој куфер. Значи, оддалеку можеш да ме видиш. Не мора да ме бараш мене, барај го куферот. Затоа што само јас имам таков куфер. Ова камера ќе биде за правење слики. Сега, што е проблемот со овој куфер? Проблемот е што одиме куфер од 12 кила, затоа што куферите што ќе треба да ги носиме во авионот се лесна килажа. А после кога ќе се враќаме, во суштина сега можеме да носиме ние 3 куфер торбици во тој стил. Ако ќе се враќаме треба 2. Можно е еден од куферите ние да треба да го жртвуваме таму и да го напуштиме. Јас не мислам дека тоа треба да биде куфер со бубици. Оти тој куфер со бубици е со историско значење. И тој не сме да остане запоставен, така што тој куфер најверојатно ќе биде тука оставен. Сега нема да бидеме толку препознатливи. Јас не знам дали сакам да го земам, онака одиме, го носам сегде, прв пат одам на одмор вака, мислам прв пат, после многу долго време, и да немам да земам куфер со бубици. Тоа е голема штета. Така што најверојатно ќе треба некој куфер да најдеме што е изолиран во некој плакар и да го земеме тој, не знам како ќе правиме. Ова е тешка одлука. Куферот со бубици е најголемата штета. Значи тој го паѓа нивото на забава за 1-5%. Треба старо да го средиме, треба некои работи да се спакуваме. Тоа ќе одземи некое време, станува како што може да видите во лоша состојба. Ако прошетаме низ него, ќе видиме дека е многу хаос. Тука се слушат некои амишта дека е хаотично. Не се плашиме. Не си ти крива. За ова си ти крива, со ова ќе му го покажем. Океј. Значи ова е еден мој рецепт што јас го направив пред неколку дена. Но тој рецепт малце сега во критична состојба. Бевме неколку дена во Љубљана и имавме оставено секако што е. И тука ако имаш смелост да се приближиш да видиш, Немам. има некои муфли фатено. Упсис. Така што ова ќе го допиеш ти, јас јадење не фрлам.
Треба да го подсредиме тука, има некоја ништа што се переа, што се праеа, треба да подсредиме, ќе размислиме дали има начин. Куферо со бубици. Треба да му дајте поддршка на куферо со бубици во коментари. Да или не? Да или не? Да или не за куферо со бубици треба да напишите. Затоа што гледај, замисли човек си одам. Затоа е хаос стану. Има пегла на земја. Многу предмети го одвлекуваат вниманието. Препреки на пат. Во ронкички бе бели. Ронките бели, ако ги гледате на земја, се заради тоа што во некое од лиштата јас си исправ такозвано марсуларник. Тоа е во суштина тоалетна, што седела во джебот и била заборавена неколку дена и никош не била изваена. Неколку дена. И сега, како што гледате, сега има такви ромки. Како и да е. Значи сакав куферот да ви го презентирам. Јас морам да одвојам време, затоа што овој куфер не е мала работа. Ете како што гледате, веќе негде бил искористен. Си шеташ човек со куферот со бубици. Здраво, како си? Да се запознаеме. Не е, гледај, и друга работа. Има една мана, но убавината на куферот таа мана ја елиминира, односно ја занемарува. Проблемот што е со куферот со бубици? Ако многу го преполниш, е тесен, а висок. И може да одиш, и сега, например, во овој случај ќе биде ова кабелот од пеглата, одиш, и да ти се преврати. И затоа како што може да видите, па не се гледа, е добар куфер. Малце тука е излупан, ама тоа е дел од користењето на куферот. Океј, го ставаме сега намира да ми го почудите. Следно планот е да средиме тука и да почнеме нешто да паковаме, зашто нема во суштина друго што да правиме. Да јадиме, да се спремиме и да седиме, да чекаме да одиме. Затоа што имаме еден ден слободен, односно два во Марибор. Се надевам дека во следната снимка Стано ќе види во нова трансформација и ќе добие сосема нов изглед. Мора да покажам како се прават перфектните макарони. Значи Симона учи од најдобрите, а тоа сум јас. И јас секогаш си ги редев вака зденките од фрижидерот за да омекнат пред да се клат внатре. Покрај другите работи што се клават внатре. И драги гледачи, тоа е тоа. Значи кога мислам дека се сум покажам, мора да видите сталажат. Значи масата, не знам како да го наречам ова. Место да гледаш серија. Дури и вака постелено убаво чаршаф за да се гледа новата серија што не знам точно што се дешава. Не сум јас дел од ова. Значи искрено јас најдов еден алтернативен куфер, ама ова личи како за во војска да ќе одам. Некако не ми е тоа. Како да ќе одам за во Иран, а не во Дубај. Не сам ништо лошо за Иран, само ситуацијата малку таму, или како за во Израел, како за во некое такво, да речам, моментално нарушено тло. Зошто некои такви мудри фрази, реченици, некои зборови употребувам како да ги водам вестите на некоја национална телевизија. Јас во суштина само покажам ранец за на одмор. Сега ова е поголем куфер, значи бери појќе, ама ја нема таа естетска привлечност. Не знам, некако не ми штима и многу е голем. Кај што 500 работи, некој помал немам, другите се сите поголеми. Не знам колку од вас ова го памтат. Има некои вакви стапчиња и кои ќе пиеш, ќе извадам едно. Ова како мал јас го дознав, не знам како. Не знам ни колку е прочуено. Јас како мал 2-3 пати само ми купиле мене и сум пиел вакво. И како ќе пиеш, врви внатре млекото и добиваш вкус. Ние треба да добиеме вкус на јаготка. Валјда вака нешто ќе изгледаме. Ајде да видиме колку исто така ќе личи. Не знам колку од вас ово го имат пробано, ама јак вкус има, ќе правам уште еднаш. Малку е тешко ова за дете, пошто треба многу силно да тргнеш. А и се топат така директно. Да бе. Ќе почнам на словенички зборам, држи пробај. Леле, ама е убаво. Многу е добро. По твоето лице не личеше дека е толку убаво. Не, треба многу силно да повлечиш. И само ш полесно се повлеква, кај тебе се помалце топчиња. Многу е убаво. Бубици. Значи гледате, Е убаво. кај нас се е бубица тим. Тоа што значи? Сегде е со крупчиња, куфер е со крупчиња, ова е со некои топчиња. И внатре добиваме, сакав да кажам, 4. За неверојатна цена од колку бе 1 евро, 2 евро. Така што, гледате се топат. Сега може ќе ви остани млеко малце, ама тоа е тоа. Ајде да пробаме пак. Многу добро. Многу добро. Колку убав вкус сега испуште. Нели? Ајде пак јас, а после ти. Сега е твој ред. Готово. Јас правам sound impression, има. Нема, стварно сега е подобар. Полесно се трга. Полесно се топат. Полесно се трга. Се И топат исто. полесно се трга и полесно се топат да ти се мали. Да.
Само се вкусо се куби, ама знаете како се за Имате 5. 5, можеш и 3 одеднаш да пиеш. Тоа е сериозна работа веќе. Тоа е за лица над 13 години, што пише тука. Деца помали од 3 години не смеат да го користат тоа. Не, мора со надзор на возрастна особа. Добро, јас не сум сам тука, така што. Аха, 200 мл. Не е тоа точно скроз. Ај са ти? Повеќе не осеќам ништо. Нема ништо и сега јас да го пием тоа. После го уживате автентично и вкусно млекото, пошто нема друго шо. Уба работа, уба работа. Има и различни вкусови дури. И тоа, поентата беше да ви го покажем ова, затоа што е нешто што го пијам после сигурно 10 години, затоа што како малец се купував. Не знам ни колку е прочуено, дали го има некој од вас права нога. Мене не ми личи како да е нешто што е насегде достапно или да имаш 500 работи да одбериш, како едни се и тие се. Излегувавме, јадевме, сега дојдовме да јадиме и благо. Нашето излегување тука не е излегување ако не те застанете хомени светопци. Буквално секој излегување што се вели зборот да застануват. Денес што ни рекоа да одиме на богослужба кога? Утре. Утре? Да. А вајда вчера ќе ни рече за денес. Да. Јас имам идеја еден ден да одиме на нешто такво. Онака да видиме што ќе ти кажуват. И мене ме интересира да колку се платени и дали некој ги плаќа за тоа. Мора некој да ги плаќа. Тоа што читаме вајда ќе ни го кажуват нас. Што е бенефитот од тоа? Например, тие си имат некоја друга нивна идеја, некоја друга замисла и зошто од сите само тие идат тоа да го пропагират. Како да те наоѓаат на улица. И Битола наврата ми се чини имат идено кај нас. Низ град Битола ми имат застанвано. Битола ги имаше многу често, вајда и на други битолчани што гледаат видеото мислимо исто случајно, а и тука многу често ги има. Само тоа не ми е јасно, што добиват од тоа, зошто го прават. Мора да има некој бенефит. Не е тоа туку така. Оти не идат од православна црквата да го прават. Кога ти да најдеш попут да те застане, дали ќе дојдеш на литургија онака, нема смисла. Ме интересно што ќе ти кажуват. Пошто и други тука што се знам ги имат застан, имат наврата одено и таму му објаснуваа нешто. Треба некогаш дојме само за да видиме што ќе прават. А некој вика, односно тоа што читаме, во суштина го прашав чат GPT што ќе ми рече. Демек можеш да одиш, нема, ама некогаш нешто како емоционален притисок ќе ти прават. Вајда да останеш, да. Вајда ако сакаш нема да те нападнат физички ако му речеш не ќам да сум дел од ова, ама може да биде да ти зборат како ќе ти биде лошо, тешко, не знам што. Ако има некој одено нека каже. Дали има таков човек ме интересира. Дали например во Битола има еден таков човек. Мислам ме интересира онака се, не знам точно што прат, ама ми се сомнително да речам. Проса, тоа е макс. Алија. Суворица. Чувам вируса. Многу добро личи. Така нешто требаше со бело чоколада да земе плюс. Ова боеното со бело ќе беше. Бело? Боеното е најчудно. Ајде да пробаме сеч. Дали е велко? Средно. Црно е којон, рекол. Многу добро. Сега сме во пензионерски мод. Симона треба да ги доигра картите за да си ојме дома. Покрај река да се разбира. Пензионери во модерно време, знаеш, порано ќе играја физички, со физички карти, сега на телефон. И тука не ведите. Овие игри воопшто не ги разбирам како се играат. Победа? Сега сум, да им покажуваме кој левел сум. Левел completed 1080. И колку време играш играта? Откој дојдам тука? Откој дојде тука? Не, минатиот пат. Значи колку време тоа, една година? Да. Значи ти неколку... Не, бре. Колку? Помалку? Пократкото. Тоа е полошо, валјда. Значи ти не по 3-4 левели ги правиш во ден? Повеќе? Ама не играш секој ден? Да. Ама ако ќе играш, изиграна. Браво за вас. И што сега? Ќе добиеш Сега некој со подарок? секоја победена рунда имам тука да вртам коцки и гледаш треба да свртам 3 круга и ќе ми даде голем поклон. По. Супер. Бегаме сега дома? Ја. Ајде. Денес е нов ден, надвор фати да ни врни. Значи вчера умиравме од Жешко, денес ќе ни е таман. Можеш да му покажеш надвор колку страшно врни и грми. Многу е Многу е страшно. Вчера не доснимивме, затоа што бевме толку уморени од чистење. Така што денес сме 70% чисти и многу друга битна работа се случи. Ајде да ви покажам. Гледате ова?
Куферот со бубици или со нас. Нема друг куфер земање, го земаме само тој. Тука уште некои работи ни се сушат за да си ги земиме за надмор и другото е спремно. Сега треба само да одам до факултет да си ја земам потврдата дека дипломирав. Треба што да направам одамна, едно време заборев, едно време не бев тука, ама денес е денот. И ако врни, одиме да го направиме, одиме да јадиме, одиме влечки да си земиме и сме спремни. И треба автобуски карти за до аеродромот. Тоа го немаме направено. Или тоа треба да направиме. Да. Тоа е тоа. На десната рака. Па не те врне убаво го држам. А јас ако го држам да виш како Не, тогаш сме многу збутани. Тогаш сме малку ненаврнати. Човек, види сега колку место. Сега гледај како не врни. А мена тука? Жива вода ми е нагава. Чадоро на носете да го клејме. Вака е добро. Ај ти да видиме. Мене со оваа Пази, рака. ќе не изгасат. Со оваа рака фатиме? Абе, чекай сакав да снимам. Дај, фатиме. Тргнавме кон патот на факултетот за да си земе тоа што треба да си земиме. И мене ми ја врни моментално десната рака затоа што сум на работ на дождот. Ама мене не ме врнело, значи, чекај да му снимам. Мене не ми ја врнело раката. Човека, мене. Тебе ништо не ти е. Одиме на кај дома, спремни да ви правиме анбоксинг. Кај е пензионеро? Ајде, оди пензионерски. Чадоро мој, шорцовите мој, мајцата моја, пензионерскиот дух во тебе мој. Деде, отвори ни. Деде, побрзо. Тоа е. Ајде, деде. Ајде. Деде два пати е за... Деде два пати ја заклучи вратата. Дома. Човек, јас треба сталак ли да бидам? Да. А не можам, ми се тресаат рацете. Сега ќе правиме анбоксинг на се што испазаривме. Ојдовме по влечки и по кратки фармерки, да речем, се вративме со 300 глупости. Прво вакво за да мириса дома. Корисни работи. Корисни работи. Parfumed Air Refreshener. Сега во лайф ќе го пробаме како мирис. Иако таму го ние моравме да го помирисаме малку. Дури на прстите некако ми се залепа. Убав. Многу мирис. И се разбира со бубици внатре. Упси. Не, замина под кревет. Го фатив. Излезе од другата страна. Се наполна со ѓубре. Ке мириса сега во кантата плюс. Мириса многу добро. Понатаму, што имаме сега следно? Овие сега се за друга намена, не ги задовме за сега, ни требат за нешто друго. За качалки, за на едно место, што ќе личи многу убаво. Едните се за на едно место, едните на друго, едните црни, едните бели. Многу ми се пендисаја мене. Мора малци домакински одел да го покажеме. Еве ги влечките на Симона. Јас искрено му кажав едни други влечки и таа велеше дека личеле многу детски и по 5 минути Симона се купе ова. Ама влечките јас мислам дека си овие топ. А ова за тебе? Да. Саш да пробаме дали работи? Јас ќе ти се напијам. Ти прв ке ми се напиеш. Сега ќе пробаме да не излажаја. Ама првен да го измием. Абе нема гајле, имунитетот мој е силен. Најако. Битно влечките не ти се за деца. Да. Одлично. Одиме сега на алиштата што си изедов, ова многу добро личи. Јас не сум некој што сака многу да оди алишта да купува да пробва. Повеќе од 5 минути јас не можам таму да седам. И ако земам едно или две работи, ќе ме гледаш така. Не можеш повеќе од 5 минути да стоиш. Па не можам. А кај за 5 минути да стоја, 150 минути. Тоа беше домакински одел. Аха, кај Значи 5 минути можам да стоја, а пола сат да седам внатре. Толку ми е. Значи, ако земам две работи, двете нешто не ми се точни или нешто, толку е крај, не може поиќе. Ова многу ме бендиса од прво. После ова, Тоа мене ме бендиса. ова е многу добро. Ова многу ми се бендиса и мене. Значи, ова беше третата работа. Го пробав ова и уште едно, тие ги пробав и го седов ова. Ова беше третото, ова не ни го пробав, затоа што не може. Понатаму Симона нешто си зеде вакво, не знам, ќе прави изгледа кино дома. Ајде да видиме едно, ќе отвориме да го провериме како изгледа. Малце лошо се отвори. Тие ми се за со женските кокејадене покојки. А кога имате последно покањки јадено? Никогаш. Па добро за кокејаден. Убо е, мене ми се допаѓа. И две вакви исто за некои такви други намени. Како боцки со школка.
И тоа беше unboxingo. Од утре почнуваме втората епизода, затоа што утре веќе одиме на аеродром. Сега треба само карти да се спремиме за да стигнеме некако до аеродромот. Утре ни е цел ден патување и следниот ден веќе одмараме. И утре ќе одмараме, ама таму ќе одмараме вистински. Следете ме на Instagram ib.production. Таму објавувам на места кај што одам, а не снимам влогови, затоа што последното видео што го објави беше пред една година, така што таму објавувам во меѓувреме кога не објавувам на YouTube. Бапнете subscribe и уклучете го звончето за кога ќе го објавам второто видео од овој одмор да ви стигне. Значи ова ќе биде толку жежок одмор што камерата прегре уште пред да тргнеме. Тоа се некои индикатори. Сакав да кажам дека треба да го уклучите звончето, да бапните лайк, може да пишете коментар и се гледаме во втората епизода од ова серија. Серијал. Чао.